И по една година од формирањето, регионалното јавно предпријатие Русинополок се уште не започна со работа. Негова цел беше да стопанисува со депонијата Русино кај Гостивар, на која треба да се одложува сметот од овој регион. Во меѓувреме таму треба да се спроведуваат брзите мерки за санирање на последиците по животната средина. Но Валентина Штериоска, како екоактивист и дел од иницијативата Стоп Русино, вели дека Русино се уште е диво ѓубриште и никој не менаџира со него. Требаше да се имплементираат брзите мерки, значи да профункционираат пумпите кои стигнаа на Русино, ама не функционираат. Требаше да се собира исцедокот во бунарите, да профункционираат каналите, да почне да работи предпријатието. Меѓутоа се тоа уште само че. Тетовскиот градоначалник Билјалка Сами, кој е нов председател на Советот на општините на Полошкиот плански регион, вели дека административни проблеми го кочат функционирањето на предпријатието, односно проблем се парите кои треба да ги уплатат општините. Требаше некои процедури тендерски вработувања да се направат, а за тоа требаше финансиски средства за кои се договориме сите општини во Полошкиот регион до депонијата да пренесат околу 100.000 евра, која беше сумата предвидена од меѓународните експерти за да се направат и основни постапки за да се стави во функција депонијата Руси. Штериоска пак подсетува дека веќе измина една година од предвидениот рок за затворање и дислокација на депонијата Русино. Декември 2025 година треба да се затвори Русино, значи тоа беше ветено дека ќе се внесе во регионалниот план. И нас како еколози, тоа ни е најважно. Значи ние нема да попуштиме на тоа дека сега не профункционирало предпријатието, немало време за брзи мерки или имало ковид пандемија. Депонијата Русино со години ги труеше гостиварци. Честите пожари и чадот беа причини жителите од овој регион да организираат протести и блокади на патот, што резултираше со заеднички договор со надлежните за санација и изградба на стандардна депонија, а потоа и нејзино затворање.